Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Македонската православна црква го празнува споменот на својот патрон Свети Климент Охридски чудотворец, најпознатиот меѓу повеќето ученици на светите браќа Кирил и Методи. Првиот македонски архиепископ, во исто време и творец на далеку познатата Охридска книжевна школа, е најзначајниот македонски средновековен писател и педагог. Со својата активност и со своето дело на повеќе полиња, тој станал заслужен не само за македонскиот народ, туку и за целиот христијански свет. Пред споменикот на Свети Климент Охридски во дворот на Националната универзитетска библиотека, која го носи неговото име денеска, свежо цвеќе положија делегации на воено-државниот врв, Македонската православна црква, Охридска архиепископија, како и представници на дипломатскиот кор и политичките партии. Во собранието денеска традиционално се доделува и државната награда Свети Климент Охридски за оваа година, највисоко признание за долгогодишни остварувања во областа на воспитанието, образованието, културата, уметноста, здравството, заштитата и унапредувањето на човековата околина и во социјалната дејност од јавен интерес за Република Македонија. Како и во Климентово време, и нам ни е потребна заедничка повисока цел околу која ќе градиме односи и ќе премостуваме разлики, вели претседателката Гордана Селјановска-Давкова во својата честитка по повод Свети Климент Охридски. Преку владење на правото и борба против корупцијата, преку социјална правда и заемна грижа да го обновиме општествениот договор на слободни граѓани, еднакви пред законот и сплотени околу општото добро. Нека пораката на Свети Климент за смирение, милост, знаење и заедништво биде наш водич и наша инспирација да ја направиме македонската држава пристојно, праведно и достоинствено место за живење, вели претседателката Селјановска-Давкова во својата честитка. Делото на Свети Климент Охридски представува темел на писменоста, образованието и духовната култура на македонскиот народ, пишува претседателот на собранието Африм Гаши во својата честитка. Неговото наследство е универзална вредност што ги надминува верските и етничките граници и представува символ на знаењето и напредокот. Овој ден не подсетува дека вложувањето во образованието, културата и знаењето е најсилниот темел врз кој се гради стабилна, праведна и демократска држава. Во тие вредности препознаваме заедничка цел – силно, обединето и перспективно општество за сите граѓани. Нека празникот биде поттик за уште поголема посветеност кон образованието, науката, толеранцијата и меѓусебното почитување, напиша претседателот на собранието Африм Гаши во својата честитка. А Охрид денеска го слави денот на својот патрон Климент Охридски. Градот веќе цела недела организира низа манифестации кои финишираат денеска со свечена академија. За празнувањето од Охрид имаме нашата дописничка Нина Аритоновска. Охрид го слави заштитникот на градот Свети Климент Охридски. Со низа настани во знакот на Климент, деноиве бе исполнети со култура, слово и уметност. Градот, почнувајќи од 3 декември, па се до денес со свечена академија го одбележува 8 декември. Името на Свети Климент токму нам охриѓани, меѓутоа и на сите во Македонија, не има задолжено со неговата дејност, какво дејност која што е во аспект на поучителните слова, на пофалните слова, на сите оние дела кои што се во духот на религијата, на верата и кои што се во знакот на писменоста, кога се зборува самото име на Свети Климент, значи аналогно се неминовно е да се спомне и писменоста, азбуката, глаголицата, она што го кажува самиот Свети Климент, а тоа е описменувањето. Познатиот охридски новинар, публицист и хроничар Владимир Ангеличин Жура постхумно е добитник на највисоката општинска награда Свети Климент Охридски, патронот на градот. Додека годинешни добитници на повелбата се Националната установа Завод и музеј Охрид, Јорданка Матева, историчар по уметност, музичкото дуо Силви Бенд, режисерот, продуцент и музичар Даниел Јовески и групата The Бектор Бенд. Високото признание патрон на градот ја добивам Владо Ангеличин Жура, поскумно.
доделена награда со едногласна одлука на жири комисијата на еден врвен и публицист, и хроничар, и голем љубител на градот Охрид. Наградата Свети Климент Охридски, патронот на градот Охрид, општината ја доделува за животно дел, односно долгогодишни остварување врвни достигнувања во сите области од општествениот живот, кои се од особено значење за општината, а кои имаат и голем придонес во низиниот развој, напредок и севкупната афирмација во земјава и светот. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Агенцијата за храна и ветеринарство информира дека почнала со орална вакцинација на лисиците и дивите месојадни животни против беснило. Кампањата ќе се спроведува со авионско фрлање на вакцинални мамки. Авионот ќе полетува од Штипскиот спортски аеродром, а мамките ќе се фрлаат на целата територија на државата. Планот е да се фрлаат околу 450.000 вакцинални мамки до крајот на месецов. Од агенцијата апелираат до граѓаните да бидат внимателни кога се движат во природа и никако да не ги допираат мамките кои ќе личат на коцки чоколадо, но со мирис на риба за да ги привлекуваат животните. Оттаму додаваат дека тие не се штетни за домашните миленици. Овогодинешните кампањи за орална вакцинација се спроведуваат за првпат после 3 години пауза, односно последната ваква акција била извршена есента 2022-та. Поради неодамнешните случаи на беснило пријавени во Романија, Унгарија, Украина и Молдавија, агенцијата донесе одлука да се спроведе втора кампања за орална вакцинација за дивите животни, првенствено лисиците. Министерството за внатрешни работи соопшти дека 82 годишна скопјанка била измамена за сума од околу 170.000 денари од едно лице кое се представило како полициски службеник. 82 годишната жена од Скопје во СВР Скопје пријавила дека била измамена за 170.000 денари, лицето ја контактирало телефонски, се представило како полициски службеник и на оштетената и кажало дека нејзината внука предизвикала сообраќајна несреќа во која починало дете и дека е потребно да плати за да не оди во затвор, се вели во соопштението од МВР. Како што е пријавено, таа излегла на улица, ги дала парите на машко лице, но подоцна сватила дека нејзината внука не учествувала во сообраќајна несреќа, односно дека таа била измамена. Од МВР информираат дека се превземаат мерки за расчистување на овој случај. Семејното насилство останува еден од клучните предизвици за македонското општество. Невладиниот сектор предупредува дека и натаму се бележи висок број на случаи, а само во Штип за една година регистрирани се дури 3 случаи на фемицид. Нашиот штипски дописник Трајан Ристовски е на оваа тема. После ковид пандемијата, македонското општество се соочува со епидемија на семејно насилство, алармираат од невладината ЕХО. За малку повеќе од една година само во Штип регистрирани се 3 случаи на фемицид, а статистиката за насилство врз жени е уште позагрижувачка. Конкретно кај нас во организацијата, која што е 23 години работи во оваа област, се пријавени од Штип и од околината или има и од источниот дел, вкупно 109 случаи на насилство врз жени и деца, односно девојчиња. И ова е навистина загрижувачки факт, бидејќи оваа бројка само во овој дел, инаку ЕХО работи и во Пелагонискиот и во југоисточниот регион, и ако ги собереме тие бројки, веќе доаѓаме до некоја бројка од 180 случаи оваа година, а уште не е завршена годината. Законската регулатива за заштита на жртвите на семејно насилство е солидна. Постои и мултисекторска соработка, но понекогаш затојуваат институциите, односно се доцин со процедурите, додаде Пеева. Не дека само институциите се виновни за тоа, значи и самите жртви кои што пријавуваат поради трендот на економска зависност кој што се зголемува од година во година, се предомислуваат, се враќаат назад, честопати и во уште пред да превземеме некоја постапка, тие се предомислуваат и не сакаат да одат понатаму. Веќе подолг временски период се предлага промена на член 130 став 2 од кривичниот законник, насилникот да не се гони по предлог на жртвата, туку по службена должност. Се плаши од самиот сторител дека доколку даде нејзина согласност за кривично гонење, во меѓувреме додека да завршат процедурите и додека да се санкционира сторителот, може да се случат уште по громорозни дела.
Во 2025 година се бележи висок број пријавени случаи на семејно и родово базирано насилство, но се уште не постои единствен и транспарентен систем што ги следи предметите до обвинение и пресуда. За Сител, Трајан Ристовски. Одиме во Струмица, каде оделот за спортска медицина доби донација од македонска иселеничка од Германија. Новиот современ спирометар ќе биде од голема корист за локалниот здравствен дом, вели директорот во разговорот со нашиот струмички дописник Зоран Ѓорѓиев. Службата за спортска медицина во Струмица одсега ќе има многу поефикасен пристап кон диагностика на респираторните заболувања кај спортистите. Опремата што досега недостасуваше, современ спирометар, пристигна како донација од македонска иселеничка во Минхен, со што значително ќе се подобри здравствениот третман на пациентите. Од Здравствен дом Струмица вела дека оваа донација е од особено значење и представува голем ѓест на општествена одговорност, имајќи во предвид дека одделот за спортска медицина покрај Струмица ги обслужува и околните градови. Служи за рана диагностика и откривање на респираторни заболувања, како што е бронхијална астма или со тренинг предизвикани вазоконстрикции или пак некои хронични респираторни заболувања. Донацијата е од госпоѓа Драгица Казанџиска, кој што работи како специализирана медицинска сестра за интензивна нега на Универзитетската клиника во Минхен. Од службата појаснуваа дека новиот спирометар ќе овозможи поголема прецизност, побрза диагностика и значително поквалитетен третман на пациентите со респираторни проблеми. Со помошта на овој спирометар ќе се одредуваат белодробните капацитети како и протоците на воздухот кај спортисти и сите лица што се занимаваат со физичка активност. Со самото тоа мерење ќе се може да се прати нивниот може да се прилагоди нивниот тренинг за да се подобрат перформансите и успесите како спортисти, да се прати следно би било пратење на напредокот кај тие што имале послаби резултати, како и за рана превенција и диагностика на астмата, на бронхитот и други болести на белите дробови. Здравствениот дом Струмица покрива подрачја со околу 100.000 осигуреници од регионот. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Вести од светот во избор на Марија Ников.